Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Обилните дождови во текот на ноќта ја излеа Маркова река, која поплави делови од општините Студеничани, Киселавода и Аеродром. На теренот до Тринава е колешката Габриела Лескова, ја вклучуваме во живо во овие вести. Габриела, во текот на ноќта имаше поплавени куќи, индустријски објекти. Каква е состојбата во овој момент? Деспина, во текот на вчерашниот ден, особено во пладневните и вечерните часови, имаше обилни дождови кои што предизвика излевање на реките од нивните корита. Едно од нив е Маркова река, која што во текот на вчерашниот ден, особено во вечерта, предизвика и поплави со тоа што беше зголемен низиниот водостој во десетици куќи овде во село Батинци, каде што се наоѓаме и ние во моментот. Согласно последните информации, сега состојбата е стабилна, водостојот на Маркова река е повлечена, меѓутоа остана штетите. Каква е моменталната состојба и што се случувало во текот на вчерашниот ден? Предложувам да дознаеме повеќе од градоначалникот на општина Студеничани, господине Садики. Каква е за почеток моменталната состојба со оглед на тоа дека имавте навистина тешки 24 часа? Синоќа беше ужасна ситуацијата во село Батинци, имаше голем нанос на Маркова река и на неколку места имаше и прелевање на реката. Ние од почеток се обидовме со наши сили да ангажираме приватни фирми со меанизации да го стопираме прелевањето, меѓутоа на неколку места, на неколку дворови имаше влезено водата и во неколку куќи поплавени. За среќа нема поголеми штети или поголеми загуби. Меѓутоа, ужасно, беше многу голема количина на водата што наносе. Во доцните вечерни часови одлучивме заедно со полицијата да го стопираме првиот мост за влез во село Батинци, за тоа што ни изгледаше дека едната страна според наши сознанија дека има пропаднато. Денеска веднаш од Сабајле ангажиравме експерти од таа насока. Ни беше професор доктор Михаил Гаревски од институтот и направи увид и проценка на лице место и после тоа не информира дека нема поголеми оштетувања мостот. Има некои пукнатини, меѓутоа не се од сегашната поплава што се случи во село Батинци. Така, градоначалник, напоменавте дека имате направено увид, односно евиденција на неколку штетите, за колку куќи и дворови станува збор овде во село Батинци, дека се зафатени од вчерашната поплава? Сега во моментот нашите екипи се на терен и че имаме за кратко време точна информации. Во 14 часот имаме свикана вонредна седница на Советот. Ќе видиме, меѓутоа според првичните информации 10 куќи се поплавени. Едни се во територија на општина Киселавода и другите се во наша општина. Ќе видиме, ќе направиме проценка, ќе бараме, пошто цело време сме во контакт со Центар за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување, ни ветија дека и тие ќе ни пружат помош во меанизација. Прва работа што треба да правиме, ќе треба да го исчистиме ова наносот што го има направено водата. После ќе видиме некоја анализа да најдеме некое потрајно, долгорочно решение за ова. Градоначалник, во текот на вчерашниот ден се излеа Маркова река. Која е причината? Дали нечистењето редовно на каналите предизвика волкава штета и волкава паника меѓу населението овде во село Батинци? Има повеќе причини. Сега јас не можам да навлегувам детално во ова, меѓутоа една од причините е што селаните се обидуваат да на неколку места да го стеснат реката, да ги прошират дворовите. Тоа не е добро. Ние како општина, иако сме мала рурална општина, го чистиме овие речните коритина од време на време. Сега последниот пат пред 3 и нешто години е направено некое чистење на реката. Се обидуваме повторно истото да го направиме, меѓутоа ова бара трајно решение.
Сега треба да се направи цело овој потек што се куќите во село Батинци, речно корито. Меѓутоа, ние како општина немаме капацитет, тоа ќе побараме да ни помогнат и институциите од државата. Така, градоначалник, ви благодарам што бевте дел од вестите на телевизија Сител. Ние ќе останеме во координација, ќе ги следиме информациите кои што ќе ги имате после денешниот кризен штаб, како што напоменавте, во 14 часот. Инаку, Деспина, за да доловиме за гледачите, моментално се наоѓаме во дворот на еден од жителите, чишто територија беше во текот на вчерашниот ден повлечена. Моментално овде имаме само кал, меѓутоа претпоставувам од објективот на мојот колега можете да го забележите дрвото кое што се наоѓа кај мостот. Тоа е буквално однесено 20 метри, а овој мост токму позади мене бил поплавен целосно. Како што напоменав, сега водостојот на Маркова река е повлечена, меѓутоа останува се уште штетите да се проценат. Како што напоменав, во текот на вчерашниот ден во вечерните часови на терен излегува и градоначалникот на Кисела вода и градоначалникот на општина Аеродром. Согласно нивните информации, сите нивни служби се на терен и работат кај поплавените домови на сите граѓани за да им помогнат. Последните информации укажуваат дека и од дирекцијата за заштита и спасување се овде на терен и работат на расчистување на случајот. Оттаму во соопштение велат по првичната информација за излевање на Маркова река во општина Студеничани, село Батинци, екипата за процена на ризици на дирекцијата за заштита и спасување од блиску на терен ја следеа состојбата. Директорот Селами беше во постојана комуникација со екипите на терен, градоначалникот на општината, како и директорот на АД Водостопанство, се со цел да се обезбеди координиран и ефективен одговор. Оттаму додаваа дека еден тим за брз одговор интервенирал со пумпи за излекување на вода, истите ќе интервенираат по потреба за во текот на денот. Исто така да напоменам дека до досегашните информации дека ситуацијата е под контрола и нема никаква опасност за жителите, освен моментално евидентираната материјална штета. Пред да се вклучиме на овој линк, успеав да поразговарам со дел од граѓаните за тоа како ги доживеале тие изминатите 24 часа, каква штета е направена, па да погледнеме анкетата во продолжение. Без ме си дека горе, ваму кај овој горниот мост, имаше исто па таму полиција. Вода многу, што ќе разговараш, тоа изваѓаа тука од овие куќи, гледам, со пумпи изваѓаа овде горе малку погоре. Поплави од 7 сати, цела ноќ е вода. Водата беше во висина на мостот. Значи овдека беше равно со висина на мостот водата. Доле беше ова све беше поплавено и надоле отиде. Значи на ЦУК им се јавивме, јас сигурно едно 10 пати, еве имам и телефон да ви кажам дека сум ги барал, најмалку 10 пати. Викаат еве идеме сега ќе интервенираме, ќе доаѓаме. Значи тие не беа воопшто заинтересирани за нас да дојдат како држава, како институција. Не беа заинтересирани. Те така нашите овдека фирмаши што ги имаме се само организира. Еден багер пушти ја таму го затворивме, на Дрешница горе Дрешничка река, на општината пушти машина се затвори овдека доле, да се употребени наша механизација од село. Дали ова е прв пат да има излевање на Маркова река? Ова има сигурно 10 на пати. Поголемо излевање беше 79-та година и од тогаш сигурно на секои 3-4 години има на излевање. Али да во окаво немаш. Не се чистат каналите? Па не, слабо да ти кажам ич. Габриела, имаме ли информации каква е состојбата со останатите речни корита, со оглед дека има и најави за нови врнежи од дожд? Да, Деспина, водостоите на сите реки во државата се зголемени, соопштија од Управата за хидрометеоролошки работи и се очекува така да биде во текот на целиот ден. Последните информации од таму наведуваат дека значително е висок водостојот на реката Вардар по целото нејзино течение од горниот дел во Полошката котлина во градот Скопје и низводно на Кевелес во средниот и долниот дел од сливот на Демиркапија и Гевгелија. Во текот на денот се очекува и понатаму да остане висок водостојот, посебно во средниот и долниот дел од сливот, каде би се префрлил водниот бран. Висок е и водостојот на реката Треска, велат надлежните, но тој се очекува исто така да продолжи да биде висок. Исто така висок е водостојот и на река Струмица по целото течение на реката, а пред се поради врнежите во Косово и дека Лепенец исто така бележи зголемен водостој
водостој во текот на изминатата ноќ. Исто така и зутринава, но и во текот на денот се очекува да има намалување на овој водостој на реката. Доколку денеска на одредени места врнежите бидат поројни, можно е повторно да се очекува брз и рапиден пораст на водостојот на помалите реки. Оттаму предупредуваат на внимателно движење покрај реките и суводолиците во текот на денешниот ден. Ова се последните информации од УХМР по однос на зголемениот водостој на реките во Македонија. За крај би сакала да напоменам дека стигна информација од Министерството за внатрешни работи дека поради обилните врнежи од дожд на територијата на град Скопје, излевањето на Маркова река од речното корито се уште е затворен за сообраќај во двете насоки. Локалниот пат село Горно Листиче, село Долно Листиче, како и влезот за село Батинци во двете насоки. Од тие причини единицата за безбедност на патниот сообраќај презема мерки за посебен режим на сообраќајот. СВР Скопје апелира до сите граѓани и учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници. Ние овде деспина во село Батинци ќе пробаме да стапиме во контакт и со дел од селаните чии што домови се поплавени, меѓутоа исто така ќе продолжиме со нашата рута да ги посетиме поплавените домови во село Горно и Долно Лисиче. Студио. Габриела Лескова, јас ти благодарам за овие информации пренесени во вестите. Секако остануваш на терен, многу повеќе од тебе очекувам и во вестите во 16 часот. Ни одиме понатаму. Лидерот на СДСМ побара средба со премиерот Мицкоски за национална стратегија во повеќе сектори кои ќе треба да се имплементира во следните децении за да не биде врзана со мандатот на една влада. Филипче вели дека трагедијата во Кучани ги покажа сите системски недостатоци кои треба да се надминат со консенсус. Прво е образованието. Ние немаме веќе деца кои што требаме да ги губиме со тоа што ќе одат во странство. Понатаму здравството. Не може само да посакуваме да бидеме здрави, тоа навистина го заслужуваме. Понатаму правосудството, неминовно е да се донесат преку реформската агенда во што пократок рок реформските закони. Понатаму заслужуваме да живееме во чиста животна средина, да дишеме чист, а не загаден, токсичен воздух. И последната работа, тоа што најмногу граѓаните ги иритира, а тоа е партизацијата и политизацијата. Мораме да ги ослободиме институциите од канџите на политиката и партијата. Првиот состанок може да биде тет-а-тет. За начинот треба да разговараме. Гледайте, ова е систем кој што ние до сега не сме го имали. И треба сите прво да разговараме за темите, понатаму и за начинот како доколку се договориме, на овие теми би работеле. Имам неколку идеи кои што ги размислувам, дали тоа ќе биде преку парламентарна комисија, дали тоа ќе биде преку заедничка работна група во која што ќе учествуваат и експерти, тоа ќе разгледаме на состанокот. Значи не би сакал ова да звучи како план кој што го сервирам готов, поради тоа што сметам дека сите треба да учествуваме во изготвувањето на методологијата, планот како ова да се спроведе. Во Кривичниот суд во тека ново рочиште за убиствата на Вања и Панче, денеска со сведочење на обвинетиот Владко Кешишев. Судењето го следи колешката Тамара Дичовска, ја вклучуваме исто така во живо од пред Кривичниот суд. Тамара, како тече судењето до овој момент? Да, судењето можам да кажам дека започна со отстранување на прво обвинетиот Љупчо Палевски од судницата, бидејќи одбраната на Владко Кешишев побара тој да биде отстранет, бидејќи на Владко Кешишев му било страв да зборува пред Палчо и дека пред судот немало да ја кажува вистината, доколку Палевски присуствува во судницата. Но ова се противеше одбраната на Палевски, но и лично Палевски кажа дека неосновано и дека се прави една хајка против Палевски, бидејќи нема може да го слуша исказот на Кешишев за подоцна на следното рочиште кога ќе треба му поставува прашања. Дури адвокатот на Палевски побара вешто лице или психијатар да дојде во судот да се утврди дека на Кешишев му е страв да зборува поради Палевски, но судот го одби нивното барање и Палевски беше отстранет од судницата. Кешишев продолжи да го дава својот исказ, односно да одговара на прашања на неговата одбрана.
Страната за целиот случај на Кешишев започнува со дупката која копале заедно со Велибор Манев, каде што беше пронајден мртов Панче Жижовски. Тој и Велибор Манев речиси 1 месец секоја недела, бидејќи во недела Велибор бил слободен од работа, оделе на местото каде што беше пронајден Панче Жижовски мртов и ја копале дупката. Првите 3 пати, бидејќи како што кажа Кешишев, ништо не разговарале со Велибор Манев. Првите 3 пати кога ја копале дупката, Кешишев мислел дека бараат злато, но веќе 4-тиот пат кога го прашал Велибор Манев зошто се копа оваа дупка, бидејќи копале до одредена длабочина, тој му кажал дека за ова не смеел да знае никој, бидејќи како што кажа Кешишев, Велибор Манев му рекол дека ќе летаат глави. Околу киднапирањето, но и убиството на Вања, тој кажа дека Палевски му кажал да стои 20 метри настрана, каде што биле тој заедно со Велибор Манев и Боре Видовски на местото Бразди. Тој стоел настрана, но кажа дека неколку пати се свртал, каде што стоеле тие тројца со девојчето во вреќата, кое што претходно го киднапирале одпред зградата. Кога се свртил првиот пат, тие само разговарале, кога се свртал вториот пат, виделе како копаат дупка, а третиот пат се свртал бидејќи слушнал еден истрел, го видел Палевски со пиштол, потоа тој им помогнал на тројцата да го закопаат девојчето, потоа Палевски ги исчистил лопатите со спреј ВД-40 и на околу 500 метри од местото му наредил на Кешишев да ги фрли покрај банкина каде што имало капини, како што кажа. Продолжува рочиштето, досега го испрашуваше Кешишев неговиот адвокат, следни се јавните обвинители. Секако целосниот извештај ќе го имаме и во вестите во 16 часот. Тамара Дичовска, јас ти благодарам за овие информации во вестите, секако многу повеќе пренесувам и во следното информативно издание. Советот на јавни обвинители даде негативно мислење за разрешувањето на државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски. Јавноста беше исклучена од денешната седница, претседателката на Советот не сакаше да ги открие аргументите за ваквото мислење. Мислењето на Советот на јавни обвинители ќе биде доставени до владата, но нема да има големо влијание, со оглед дека оттаму веќе информира дека процесот за разрешување на Коцевски е запран поради истрагата за трагедијата во Кочани. Советот на јавни обвинители го отфрли владиниот предлог за разрешување на државниот обвинител Лјупчо Коцевски. На денешната седница Советот со 6 гласови за се спротистави на разрешувањето и донесе негативно мислење. Поддршка на предлогот Коцевски да замине од функцијата имаше од 3 членови на Советот на јавни обвинители. На седница на Советот на јавните обвинители, членовите на Советот, разгледувајќи го предлогот на владата на Република Северна Македонија по однос на разрешувањето на јавниот обвинител на Република Северна Македонија, донесе одлука со мнозинството гласови на членовите на Советот и дава негативно мислење по однос на предлогот на владата за разрешувањето. Пред почеток на седницата, јавноста беше исклучена од расправата, бидејќи како што објаснија, во разгледувањето на предлогот се изнесувале и податоци за тековни дисциплински постапки против 2 виши обвинители, па неопходно било да се зачува интегритетот на обвинителот Коцевски. Јавноста беше исклучена по предлог на член на Советот, кој што едногласно беше прифатен од страна на другите членови и со двотретинско мнозинство јавноста беше исклучена се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Одлуката на Советот доаѓа по една недела откако премиерот Мицкоски најави дека ќе се стопира постапката за разрешување на Коцевски. Рече дека заради истрагата околу трагедијата во Кочани, требало да им се даде простор за работа на обвинителите. Разрешувањето го иницираше владата бидејќи не била задоволна од работата на Коцевски. Ги нарушил меѓучовечките односи и влијаел врз конкретни предмети. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Сојузот на синдикати денеска изгледува на протестен марш, почнувајќи од работничкиот дом, преку собранието и стопанската комора, а ќе завршат пред зградата на владата. Синдикатите не се задоволни што владата
кој утврди минималецот без учество на работниците како што е пропишано со закон. ССМ бара минималната да изнесува 30.000 денари наместо 24.300 денари, а владата во рок од една година да ги покрива придонесите за разликата од 6.000 денари. За министерот за економија легитимно е правото на протест, но согласно законот тој лично морал да го потпише зголемувањето на минималецот за 1.800 денари, затоа што репрезентативноста на ССМ не е утврдена. Лидерот на СДСМ пак Венко Филипче вели дека даваат целосна поддршка на протестите и барањата на синдикатите. Нормално дека живееме во демократија, има право секој да излезе на улици да протестира, да го кажа својот револт, но јас ќе кажувам пак дека синдикатите веќе им истекне мандатот и веќе не се репрезентативни. Ние како влада го формиравме комисијата која требаше да утврди репрезентативност на синдикатите. Таа комисија веќе работи и одма кога ќе се формира, кога ќе се определи кој па еден час поскоро. Значи таа комисија работи, упорно работи. Зависи кој синдикат ќе биде репрезентативен, каде што ќе се одбере од комисијата. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. Ние сме го кажале ова од почеток дека како влада ги почитуваме и сме за социјален диалог. Протестите на синдикатите ги поддржуваме. Не стоиме зад нив, ниту сме организатори. Очигледно е дека се тоа автентични протести на работниците, имајќи ги предвид нивните барања. Ние излеговме со неколку предлози, кои што за жал владата во изминатиот период не ги прифати. Дадовме предлог закон за зголемување на минималната плата, понатаму за зголемување во јавниот сектор, понатаму предлог за зголемување на платите во приватниот сектор преку системот на ослободување од дополнителните давачки на платите, со цел да се растеретат и работодавачите. Во приватниот сектор гледаме дека и тоа не е прифатено. Апелирам владата да излезе во пресред на барањата на работниците. Платите се ниски, цените се надвор од контрола, луѓето едноставно не можат да преживеат. Рационално и реално е барањето да минималната плата биде 30.000 денари. Следуваат и најновите информации од регионот и светот кои ги подготви Марија